Добар на криптоентузијасти, денеска правиме Altcoin Investi, ова е официјално 999-тото видео на нашиот канал, а во текот на утрешниот ден ќе го добиете 1000-тото видео, а тоа е потенцијални Black Swan настани според вашите гласови, убедливо на трите платформи, сите гласаа за ова видео да биде нашето легендарно 1000-то. И во оваа ситуација че станува збор за гласањето на YouTube каналот, на Community Tab, како и на нашиот Twitter профил и нормално на Facebook како највеќе гласови. Значи 208, од кои поголемиот дел 136 гласале нормално за ова видео, така да тоа и ќе го добиете, нели? На ваше барање, тоа ќе биде видеото кое што ќе биде наше 1000-то. Како и да е, во меѓувреме, значи денеска сакам да направам Altcoin Investi, овој викенд ќе биде доста полн со добар материјал на нашиот канал. Како што веќе кажавме, значи во текот до утрешниот ден сабота ќе добиете потенцијални Black Swan настани, каде што малку подетално ќе разговараме за потенцијалот за ескалација кој што моментално се повеќе и повеќе се зажестува во Украина. Дополнително ќе разговараме и за други појави, меѓу кои добивме многу битна информација дека во текот на овој месец голема е веројатноста Саудиска Арабија после 50 години официјално да го раскине договорот за петродолар, што е многу битен, тоа е интересен настан кој што може навистина многу да се одрази на економијата, нешто што нормално ќе го добиете во текот на утрешниот ден. Денеска ќе го направам тоа видео, но верувајте ми има доста интересни моменти кои што би сакал нели да ги споделам со вас, меѓу кои дел од нив ќе бидат економски, дел од нив ќе бидат геополитички, но тоа се најголемите потенцијални Black Swan настани кои што може да предизвикаат некаков потрес на економијата, а со тоа и на криптосекторот, и нормално мораме да обрнеме внимание на истите и да знаеме што очекуваме доколку истите настапат. Сега, за тоа повеќе утре, нормално денеска ќе биде снимено видеото, само ќе биде достапно за вас утре. Денеска ќе се задржиме на Altcoin Investi на нашиот канал, каде што прво ќе разговараме за Bitcoin Spot ETF. Интересна појава за која што разговаравме кога станува збор за Bitcoin Spot ETF е фактот дека конечно овој лал, значи ова да речам стагнирање, дури би рекол и корекција е завршено и сега повторно се придвижуваме нагоре, каде што гледаме дека се повеќе и повеќе ова придвижување нагоре забрзува. Тоа можеме да го видиме од дневните inflows, каде што во последните 3 дена напоредно добивме 886 милиони влез во Bitcoin Spot ETF, 488 и 217 во текот на вчерашниот ден. Значи дека се повеќе и повеќе се зголемува интересот помеѓу институционалните играчи за влез во Bitcoin Spot ETF. Нема да должиме премногу, денеска видеото е за Altcoin Investi, но ова мора да го спомнеме затоа што е доста битно на пазарот, знаете и сами, прво се движи нагоре биткоин, а потоа се останато заедно со него. Сега, интересна, да речем, реплика од CEO на Vanek, еден од Bitcoin Spot ETFs, односно неговото тврдење, што јас исто така го почитувам, дека порано или подоцна, ако ништо друго, биткоин ќе стигне барем до половина од маркет капот на злато. Маркет капот на злато моментално според ова е ако запишете market cap of everything, ќе ви ја даде оваа страна. Значи топ assets по market cap без разлика дали се компании или ресурси, каде што злато моментално е со 16,1, не е 15,7 трилиони, че ова е активен, постојано се менува. Nvidia вчера беше на трето место, сега повторно падна на второ, тоест обратно, беше на второ место, повторно падна на четврто, трето и четврто, се извинувам, трето и четврто, но беше над Apple, верувале или не, за еден ден, како и да е, и биткоин со 1,4, што е практично доста помал од злато. Како и да е, значи ова што кажува Vanek CEO е доста на место, но кажува дека неговиот таймфрейм за ова да се случи е 10 години, што уствари од сега па натаму тоа го дава негде 2 циклуса. Значи уште 2 халвинга и биткоин потенцијално би бил барем 1/3 од маркет капот на злато, но останува да видиме. Тоа може да биде и многу поинаку, затоа што од она што го видовме до сега, видовме енормен интерес, не можеме да знаеме како ова ќе се развива, така да ова е добра шпекулација, да речам конзервативна, а може истата да биде и крајно надмината, но е интересно дека овие големи играчи се свесни каде се тоа оди. Значи, знаете како, во оваа ситуација кога ќе видите вакви големи играчи кои што се свесни каде се тоа оди, тогаш веќе не е прашање дали оди во тој правец, туку колку оди повисоко од тој правец. Така да во оваа ситуација ние не треба веќе да се прашуваме дали биткоин ќе биде успешен, тоа е повеќе од јасно.
туку треба да се прашуваме колку ќе биде успешен и како тоа нормално да го преточиме во нашето портфолио. Така да ова верувам дека само прашање на време е кога биткоин ќе скокне многу брзо низ сите овие, да речем, компании и ресурси како сребро, но нели, верувам дека овој бул маркет со сигурност ќе го престаса барем, ако ништо друго, сребро, со сигурност. Значи, па дури, еве да речем 2 трилиони според мене е сосема нормален маркет кап за овој бул маркет, иако може да достигне и многу повеќе, но останува да видиме, знаете дека е цикличен биткоин, ќе видиме заедно што ќе се случи. Сега кога станува збор за алткоините, знаете дека на почеток секогаш ги проверуваме овие три чартови, меѓу кои првиот е дека се ногаме крајно спротивно на алткоин сезона, односно сега е апла биткоин сезона, како што и се очекува на почеток на бул маркет, посебно после самиот халвинг, каде што гледаме дека од овие 75 коини, кои што се земени како најголеми по маркет кап, гледаме дека биткоин се наоѓа во, да речем, првата третина од вкупно по профит. Така, и поради тоа гледаме дека во оваа ситуација истиот и нормално го дава овој индекс да биде во биткоин сезона. Значи ова треба вас да ве радува, не знам за вас, мене навистина ме радува затоа што ви дава повеќе време да акумулирате, како што веќе многу пати спомнавме, на самиот лайвстрим го покажавме уште еднаш истото, дека во оваа ситуација вие практично имате време да акумулирате затоа што нормално секогаш при почетокот на нов циклус, после халвинг, нормално е барем неколку месеци биткоин да биде во плюс пред конечно да почнат да престасуваат и алткоините. Сега, гледаме дека и RSI тоа го покажува, 51,86, ако се сеќавате пред две вести наназад, значи имавме ситуации каде што достигнавме дури и до 70 прилика на RSI, ова е средната вредност на RSI на сите коини кои што се најголеми по маркет кап, но како и да е, значи ова е сосема неутрално, значи одличен момент за акумулирање, што мене ако мене прашувате и уште еднаш сите они кои што се нови овдека може да ги погледнете сите различни коини во однос на тоа каде се наоѓаат според RSI во оваа ситуација на 4 часа. Доре може да го погледнете и на една недела прилика, каде што ќе ви биде многу појасно, односно гледате, значи средната вредност не е долго различна, но овдека ви дава кои од овие коини се подценети, а кои од овие коини се преценити. Посебно ако го поминете видеото за RSI, ќе ви стане многу појасно за што станува збор, но ова е доста добар да речем индикатор кога сакате да најдете некој коин кој што на пример да ги видите сите коини заедно и да видите дали некој од нив на пример изгубил на вредност или добил на вредност со цел нели потенцијално да инвестирате во него. Значи е доста добар кога одлучувате дали да инвестирате во некој од овие коини. И нормално ова е третиот кој што го следиме, а тоа е третата табела за практично во оваа ситуација добиваме колку од овие проекти придонеле со нови скрипти за сопствениот проект или за својот екосистем. На годишно ниво веќе нема ни да спомнуваме затоа што постојано е истата, значи нема некоја голема разлика, гледаме дека истите и понатаму се на прво, второ, трето, пето место. На неделно ниво е нешто што повеќе го следиме со цел да видиме нели дали има некои промени, дали има некој друг проект кој што да речем забрза во однос на комит на скрипти кои што ги внесува во GitHub. Гледаме дека ICP на прво место, а Udius, затоа и го дадовме, ќе ви кажам отворено, значи ова за мене беше импресивно кога толку мал проект постојано се наоѓа на топ 5 по commits. Ethereum, Cardano, Flow, додека во однос на екосистем нормално секогаш Ethereum е на прво место, имавме претходна недела еднаш се случи да не беше. Algorand, Polygon, Polkadot, Cosmos, значи тоа се оние најактивни, како и секогаш, значи нема некоја голема промена, но е добро да се прегледаат. Сега интересна работа која што сакам да спомнам пред да ви ја кажам следната вест за Link и Swift. Значи гледаме дека се повеќе и повеќе се движиме кон токенизација. Значи Real World Asset токенизација е нешто што верувам дека ќе промени се на пазарот, ќе промени се во економијата во светот и тоа моментално го гледаме. Погледнете, значи од непостоечка за само еден месец, значи тоа е она Buidl платформа на BlackRock, достигна до неверојатни, само момент, премногу е високо, не може да погледам, 462 милиони долари маркет кап, оваа платформа во однос на токенизирани хартии од вредност, односно врзници на Мурика. И се повеќе и повеќе гледаме раст. Значи ова е само почеток, нас не интересира овој тап премногу, но верувајте ми ќе почне многу да не интересира кога ќе почнат да се појавуваат commodities, односно ресурси, настрана од златото, значи во ред злато, но верувам дека и многу други ресурси ќе се појават овдека, само прашање на време,
кога ќе се појави real estate и многу повеќе од сето тоа кога ќе се појават акции. Значи кога ќе добиеме акции, тогаш верувам дека многу ќе бидеме сите заинтересирани за тоа real world токенизацијата како можеме да искористиме во профит. За сега уште еднаш ќе напоменам, значи не верувам дека некој од вас купува хартија од вредност, но за големите институции тоа е многу битно и токенизирањето на истите ја олеснува работата енормно. Додека во исто време, уште еднаш ќе напоменам, commodities ова е нешто што верувам дека на крајот од овој bull market го применуваме, а тоа е трансфер на нашиот капитал делумно во commodities, односно јас барем за сега во PAXG. А тоа е стейблкоин во противвредност на вредноста на злато. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, Real World Asset токенизација е буквално портата низ која што ќе влезе legacy системот, односно традиционалните финансии. Значи, само пред неколку дена, на почетокот на овој месец, се одржа Консензис 2024 конференцијата, која што е една од најголемите конференции поврзана со крипто, каде што Назаров, кој што е креаторот на Chainlink проектот, настапи заедно со, верували или не, Swift. Значи не на истата конференција, не на, не знам, соседни бутови, туку заедно. Значи верували или не, Chainlink настапи заедно со Swift. Значи ова веќе не е тајна, ова веќе не се крие, ова веќе не е некоја си таму соработка, не знам од кога. Значи ова е активно партнерство кое што моментално го променува целиот економски систем. CCIP протоколот кој што го разви Chainlink моментално представува буквално значи онај TCIP, ако се сеќавате протокол кој што го промени целиот интернет, верувам дека CCIP моментално на Chainlink има потенцијал да го направи истото, односно тоа е така речено адаптер кој што ги поврзува legacy системот и нивниот софтвер со блокчейн системот, се разбираме. Значи Chainlink е буквално еден од оние избраните кој што очигледно ќе остане. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што на овој начин, значи централизираните финансии конечно можат да влезат во децентрализираните финансии, односно доаѓа до спој. И она што моментално го гледаме, не само според мене, е очигледно Назаров и многу други го гледаат истото, гледаме момент каде што се спојуваат централизираните и децентрализираните финансии. И пак ќе кажам, ваков тип на проекти како Chainlink се клучот. Тие се тие проекти кои што ја даваат технологијата за ова да биде возможно. Каде што погледнете, според Назаров, ова е представено на самиот на самата презентација во текот на Консензис 2024 година, вели, значи моментално има повеќе од 100 трилиони долари кои што се спремни да влезат во крипто. Значи не крипто како зборувам во целиот сектор на крипто, се разбираме. Меѓу тоа се 100 трилиони долари кои што се во оваа ситуација првенствено само сток маркет, односно пазарот на акции, се разбираме. Овдека дополнително го имате и пазарот на долг, што е уствари во оваа ситуација, нели, хартија од вредност или обврзници на Америка, потоа ги имате недвижностите, погледнете колку големи се овој. 2,7 трилиони е само долг, значи тоа е практично, нели, обврзниците на Америка, верувам и други земји. 100 трилиони се акциите, 380 трилиони се недвижностите и 1 квадрилион ова е деривативи, тоа се уствари опции и фьючерс, но овдека нема ни да навлегуваме премногу. Идејата е дека сето ова, посебно овие три основни категории, каде што зборуваме за пазарот на акции, за пазарот на долг, во оваа ситуација нормално обврзници, како и недвижности. Тоа се три гранки кои што се спремни да влезат во крипто и кои што ќе добијат многу голем бенефит од користење на криптотехнологијата, каде што сето ова ќе биде токенизирано. Акции ќе бидат токенизирани, недвижноста ќе биде токенизирана, обврзниците веќе гледаме дека се токенизирани. Така, и затоа се враќаме на оваа платформа и постојано ја следиме, затоа што овдека веднаш ќе добиеме вести доколку имаме некаков тип на, да речем, нова категорија во оваа ситуација, како што веќе кажав, чекаме конечно да се појават акции, значи кои што дополнително ќе ни помогнат во оваа ситуација да знаеме. Значи замислете, до вчера сте купувале само криптотехнологија, сега најнаш може да купите акции директно како токенизирана верзија на било која платформа, зборуваме за блокчейн, за крипто, и истите да ги тргувате помеѓу себе наједноставно. За разлика од тоа, сега не е баш така едноставно да купите акција и да може да тргувате, освен на некои одредени платформи, како што кажав Toro или така натаму. Значи ова е крајно позитивно. И Назаров е убеден дека ова е иднината и дека моментално 2024 година е точно годината во која што сето ова се случува. Значи моментално е
буквално годината од која што почнува ова спојување помеѓу традиционалните и децентрализираните финансии. Крајно позитивно, ако мене прашувате, значи треба да ги следиме овие трендови затоа што само доколку се наоѓате на почетокот на трендот, макар и со мал капитал, но инвестирате во правилни во оваа ситуација, на пример, Chainlink или некаков тип на проекти или пак компании кои што се први на пазарот во однос на ова, следува многу добра добивка. Уште еднаш ќе напоменам, затоа постојано ви зборувам. Немате потреба вие да бидете во право пред вашите пријатели или пред некои си луѓе кои што не ги познавате на Facebook групи или така натаму, имате потреба да бидете во право за себе и за вашето портфолио. Така да бидете во право за себе си, се разбираме? Значи, кога ова го гледате, гледајте го од аспект на тоа дека за себе си знаете што треба да направите и како да се поставите во овој пазар. Тоа е најбитно. Така, немате потреба да се докажувате на никој друг. Сега, Ethereum Spot ETF, знаете, сами е едно од најбитните случувања и будно ќе го следиме и постојано го следиме. Значи, моментално излезе Gargamel Gary Gangster и кажа дека немој да се ќе биде долго време, значи ништо не треба да веруваме веќе, значи овој односно што и да кажем, типот излегува сосема обратно, така да воопште не го ни слушам веќе и ќе ви покажам уште еден пример денеска директно од него, како и да е во меѓувреме оно што треба да го запазиме и оние кои што навистина ги следам, се уште еднаш ќе напоменам, двата стручњаци кои што се однесува на ETFs, било каков тип на ETFs, а тоа се Ерик Балхунас и Джеймс Сейфард, кои што се практично два врвни, да речем, експерти во однос на полето на Exchange Traded Funds и работат за Bloomberg. Bloomberg е, нели, најголемата економска телевизија или медиум, да речем. Каде што првиот Балхунас вели, значи е доста оптимистички настроен, вели дека ќе добиеме Ethereum Spot ETF до 4 јули. Станува збор за оној S1 форм или образец кој што се уште не е одобрен, кој што практично треба да ги пушти во употреба Ethereum Spot ETFs на различни берзи, додека Джеймс Сейфард е малку по, да речем, конзервативен во оваа ситуација и вели дека нема да чекаме месеци, како што рековме нели на почетокот, беше кажано дека за ваков тип на одобрување на S1 некогаш се чека и до 5 месеци. Вели одобрувањето ќе следи за неколку недели. Така да уште еднаш, не можеме ние целосно да ги фатиме за збор овие, значи не можеме да бидеме 100% сигурни, нормално, и они тоа го кажуваат во веројатност, значи која е веројатност дека ова ќе се случи. Со тоа што очигледно и двајцата имаат доста позитивни очекувања за ово што моментално го гледаме. Битно што треба да разбереме е дека е неизбежно, се разбираме. Дали ќе се случи за еден месец во јули, како што тоа го вели Ерик Балхунас, или ќе се случи во август, септември, повторно нас не ни менува толку многу и понатаму продолжуваме со акумулација. Повторно јас не ви кажувам што да правите, ви кажувам што јас правам на пазарот, затоа што моментот кога ќе добиеме Ethereum Spot ETF, како што веќе кажавме наназад неколку пати, може да добиеме енормен напредок како што тоа се случи и со Bitcoin Spot ETF и затоа барем јас лично моментално го користам овој период за што поголема акумулација, со цел кога ќе дојде овој момент конечно да бидеме спремни. Ево, Гаргамел вика, кои криптовалути се хартија од вредност? И он одговара, да. Сите. Значи, зошто велам дека не треба да се верува? Прво, овој човек е обична кукла. Значи, тоа е куклена представа, а дечкото е обична кукла која што моментално како ќе му кажат, така и он реагира, така и он се постави. Еви прост пример. Значи, овдека можеме да го видиме во друштво на уште една легенда на традиционалните пазари, значи тоа се тие легенди, кога ќе видите кои се познати ликови во традиционалните пазари, одма и станува јасно зошто истите се наоѓаат на тоа ниво, а тоа е Креймер. Значи, Креймер моментално, буквално си го, како да ви кажем, игра со Гери Гангстер, и да видиме што има да каже Гери Гангстер. Најбитната работа која што треба да забележите е дека веќе нема реторика од типот сите за хартија од вредност. Сеќавате, претходно кога да го прашаат, сите за хартија од вредност. Ама вој сите се хартија од вредност. Значи, се што е крипто е хартија од вредност, стейблкоин хартија од вредност. Така. Сега, наједнаш погледнете како се менува реториката кога ќе ви искараат. Значи, јас сум сигурен дека некој го има фатено у ќош, му има земено за ушки неколку и гледајте како наједнаш се менува реториката. Polkadot, Cordana, Cosmos, Immutable, Ronin, Bonk, Osmosis, Sushi Swap,
my neighbor Alice have all traded millions. I'm talking about millions of dollars this very morning. Now, should we have a sushi swap with maybe an ETF or the proprietary kind? Just I would think that bonk is a natural and osmosis. These are trading Gary. Значи, буквално си го, како да ви кажем, со него и му вика, види, вика, куп, вика, кои ни, вика, милиони тргуваат на ден, вика, јас мислам, вика, дека треба да имаме бонк спот итие. Му вика, тоа вика, нормално, вика, мора да имаме бонк спот итие. Значи, буквално едно време си играте со, го викате главниот од цех и го правите резил пред сите. These are millions of dollars these things are traded. Shouldn't we have some sort of product? Let me say something more broadly about the crypto markets. Right now, without prejudging anyone, these tokens, whether they're the ones Jim listed or other tokens, have not given you the disclosures that you not only need to make your investment decisions, but also that are required by the law. It's a basic. Значи, до вчера беше сите овие се хартија од вредност. Сега вели не ви даваат, вика, внатрешни информации во однос као не ви информираат доволно за тоа што уствари сте представуваат, вика, за да можете да одлучите дали да инвестирате или не. Како од пред само 24 часа, ова како другиот Майкл Сейлор, како? Значи, ова е како да капиталист по дефиниција. Значи, до вчера една приказна била и цврсто стоиме позади таа приказна. Денеска ветерот дува на другата страна и наеднаш, па добро, не се сите хартии од вредност, ама не ви кажуваат што се. Не како да ви не знам, значи ова е карикатура. Значи погледнете кој ги води најголемите финансии во светот. Basic concept in our securities market. We, the SEC, tomorrow are turning 90. Happy birthday, SEC, 90. And what President Roosevelt did is he created this commission to oversee that you, the investors, get to. Вика 90 години, вика, постои СЕК, нели? Ево, среќен ројенден. Вика Рузвелт, значи од Рузвелт коски нема останат. Ама он тогаш на времето донел дечко. Значи се обидуваш, како да ви објаснам, нивото на ретардираност во Мурика е толку големо што вие се обидувате со закон кој што е направен во времето кога највисока технологија на пазарот била транзистор, се разбираме, значи зборуваме транзистор, радио, така. Со таа технологија вие се обидувате да регулирате технологија во 21 век. Колку сме неке? 16 скалила нагоре од транзистор. Ама вика, постои, вика, брат, значи постои. Тоа е ко со книга од 1945 година за технологија да се обидувате да објасните телевизор во денешно време, се разбираме. Значи вие имате книга во која што пак ќе кажам, значи највисока технологија е транзистор и како транзисторот е разглобен. И сега со таа книга, тој приречен од 1945 година, вие се обидувате да објасните технологија за 3D телевизор, се разбираме. Ете. Значи толку треба да знаете за ретардираноста на Мурика, се разбираме. Disclosure. And in the crypto markets they aren't giving you that disclosure. And secondly, that exchanges like here, this floor of the New York Stock Exchange, get properly regulated to protect against fraud. Значи, она што сака да ви го каже е дека не постои закон и се обидуваме да искористиме стар закон кој што веќе нема никаква врска со реалноста кога станува збор за крипто, со цели понатаму да вршиме, нели, изнуда од овие мали компании кои што не можат да се бранат. И сега поради тоа што ми искара, веќе не смеам да кажувам дека сите кои ни се хартија од вредност, туку треба да ви кажам дека наводно тие компании вас не ви даваат доволно информации за да одлучите правилно за тоа што истите представуваат. Значи, како да ви објаснам? Гери Гангстер во акција. Значи, тоа само во Мурика го може, не знам што друго да ви кажам. Една од жртвите, Ripple, знаете и сами. Значи, интересно интервју, ова е само сумирано од самото интервју, интервјуто многу лесно може да го најдете. Тоа е, значи, ова интервју на Fox News. Може да го погледнете целото, е некое 6-7 минути интервју, нема да го поставиме целото, не е ни битно. Најбитниот дел кој што треба да го слушнеме е на самиот крај, верували или не. Значи, погледнете го прашањето, кое што е најглавната вест во целата оваа ситуација, е good for the industry, and thus I think it's driving some momentum in the market. Brad, we'll be watching. Okay, XRP ETF, when? I think we're going to see it, I think it'll probably be 2025. Next year? Yeah, all right. Not too far away. Good to see.
Значи очекувањата на Бред Гарлинхаус за XRP Spot ETF се 2025 година. Допред само некое време, кога и да го праша, истиот одбиваше да одговори, официјално за прв пат, значи ова е пред само 3 дена, значи ова го правиме видео на 7 јуни, ова беше на 4 јуни, значи официјално Бред Гарлинхаус вели очекуваме XRP Spot ETF за една година. Значи не дека сега ова сигурно ќе се случи, нормално, останува да видиме, но кога некој кој што е дел од овој проект, зборуваме на оваа позиција, како CEO на Ripple, значи кажува нешто, треба да го земеме, нели, со одредена доза на доверба, така. Значи уште ќе напоменам, сега се враќаме неколку чекора назад. Допред само неколку недели, воопште не можеше да се разговара за Spot ETF на било кој друг алткоин, затоа што се очекуваше дека ниту Ethereum нема да добие, така. Она што ви го кажав, се сеќавате, ви реков, Ethereum доби свој Spot ETF наеднаш. Почнуваме следен чекор. Значи тоа така и оди, се разбираме. Значи првиот добива, вториот добива е веќе отворена е, викам, целосно капијат и тогаш веќе сите добиваат, само прашање на време и прашање на кој стои позади овие проекти. Па така да и во оваа ситуација, значи тоа е уште една позитивна работа, дали ќе се случи или не останува да видиме, но е доста позитивно за проектот самиот по себе, станува збор нели за XRP. Верувајте ми, нема да биде само XRP, нема да биде само Solana, ќе бидат многу проекти. Јас уште еднаш кажувам, јас сум уверен дека Spot ETF ќе биде буквално оној stamp of approval, каде што институциите се спремни да инвестираат во одреден проект и верувам дека понатаму оние алткоини кои што ќе добијат свој Spot ETF нема да има зима. Значи тоа ќе бидат проекти кои што сигурно ќе останат на пазарот долго време. Но останува да видиме, уште еднаш ќе кажам, значи ствари се менуваат, мораме да бидеме во тек. Не можеме да бидеме постојано со цврсти ставови и убедување, но во оваа ситуација тоа е мојата проценка за она што го очекувам пазарот. Следна вест е Web3 фондацијата која што стои позади Polkadot, моментално инвестира undisclosed, значи не се знае колку, во Polkaport East. Што тоа представува? Значи ова е веќе тренд, како што можеме да видиме. Значи истото го видовме пред само неколку месеци од IOTA, каде што истите инвестираа во, да речем, свое представништво во Обединетите арапски емирати во Дубај, каде што буквално, значи, дадоа солидна сума на пари со цел ова представништво да ги презентира, не само да ги презентира, туку да бара партнерства, да бара соработки. Гледаме дека моментално Polkadot го прави истото. Значи, уште еднаш ќе напоменам, Мурика не е единствената земја, ова тоа го докажува, значи овие проекти се доста глобални и широко гради. Блокчейн е технологија која што не може да биде, дури да сакаат, ограничена од една земја на една земја. Се разбираме? Така да во оваа ситуација ова Polkaport East е уствари ентитет кој што веќе постои и поради неговата работа во промовирање на Polkadot, истиот добива солидна сума на пари која што сега ќе напоменам се уште не е спомната колку, но истиот со цел да и понатаму го зголемува влијанието на Polkadot во Хонконг и во целиот тој дел, они го нарекуваат Greater Bay Area, а тоа е уствари заливот на Кинескиот залив или Кинеското море. Преубаво место, морам да ви кажам. Значи, малку загадено, пошто Кина е доста индустриализирана, но преубаво место. Значи, сум го поминал целиот овој беј. Мојата продавница имаше, да речем, прозор, и тоа голем, колку еден зид. И буквално, значи, го гледаш сето тоа, целото крајбрежје е преубаво. Хонконг е преубав, искрено ви кажам право, ако некогаш имате шанса, треба да отидете. Како и да е, се вратиме на вестите. Значи, Toncoin, знаете и сами, е матично од Telegram. Значи, навистина, дури човек да размисли искрено, јас почнувам да размислувам да се вратам потенцијално на идејата за инвестирање во Ton, ќе ви кажам зошто. Значи, Ton, за разлика од другите проекти, нема потреба да бара публика. Зошто го велиме тоа? Значи, официјално, Telegram е на, овде како ќе му дое, 7-мо место, со 900 милиони луѓе кои што се активни на неговата платформа, се разбираме, 900 милиони. Што значи, тоа е ова е според Април, може да е веќе и поголем. Значи, од сите социјални мрежи се наоѓа на 7-мо место, значи дека Telegram нема потреба да бара, значи како што се останатите проекти кои што чекаат некој да дојде и да ги искористи, Telegram нема потреба од тоа, се разбираме. Каде што Toncoin моментално, како блокчейн, кој што е матичен на Telegram мрежата, го адаптираше USDT и сега, значи колку паметно, работат на тоа, на повеќе од 100, да речем, локации во светот, сега овдека станува збор за држави, покрајини и така натаму, преку локални партнерства со, зборуваме во оваа ситуација, они off-ramp компании, да можат да направат, значи, на локалното население во тој период, во тој
реон, да можат да го користат USDT дури надвор од самата Telegram апликација. Дополнително, прво треба да го користат нормално на самиот Telegram Wallet. Значи, идејата е дека TON и USDT, како коини и како, да речам, пар, ќе бидат користени на секаде во светот и моментално тим од USDT и тим од TON фондацијата работат токму на тоа, значи од држава во држава се обидуваат да најдат ваков тип на локални, значи тоа што на пример Ripple го прави. Многата локална компанија која што ги има лиценците кои што се потребни во таа држава и на тој начин преку таа локална компанија и партнерство со истата вие можете да ги користите нивните лиценци за USDT и TON на пример да можат да бидат тргувани, да бидат користени за плаќање и така натаму. Така да ова е многу добро, затоа што уште ќе напоменам, USDT е свесен за потенцијалот на Telegram, кој што моментално уште ќе напоменеме 900 милиони корисници, што е енормно голем. И тоа е нешто што искрено ви кажам право ме тера да размислам уште еднаш. Не велам дека веднаш ќе купам TON, значи ќе почекам корекција со оглед на фактот погледнете и сами, значи ако го споредиме ова на алткоин сезона, можеме да видиме дека TON е моментално најдобриот од овие најголеми коини со енормен пораст на цената. Нема логика да купувате кога истиот на памп. Сега, VeChain, интересна нова вест, значи VeChain прави соработка и партнерство со Tesla, верувале или не, и покрај тоа што прави соработка со други луксузни брендови, кои што повеќето ни се познати, моментално најновото е тоа што Tesla ќе се приклучи на VBetterDAO. Ако се сеќавате, ние разговаравме, тоа е DAO, односно децентрализирана автономна организација, која што ќе се занимава со одлучување за тоа во кој правец ќе се движи ВЕТ проектот. Моментално Tesla се приклучува на овој DAO. Уште не знаеме во детали како, но според оно што иницијално го знаеме, партнерството е највеќе поради NFC компатабилноста на VeChain, а тоа е посебна технологија која што е наменета за следење на луксузни добра. Ако се сеќавате, ако сте го погледнале видеото каде што правиме анализа почетна на ВЕТ, ние го објаснивме тоа во детали, каде што кажавме дека првата и најбитна улога на VeChain на пазарот е тоа, тракинг технологија. Посебно кога станува за луксузни добра, каде што буквално во било кое време може да видите каде ви се наоѓа доброто, ако е на пат, не знам, преку океан, во каква состојба е, значи се буквално за ова добро кое што го транспортирате моментално. Нормално Tesla верувам дека има доста голема потреба од таква технологија. Да не забораваме дека Tesla има како компанија највеќе сателити во атмосферата, своја space програма, дополнително верувам дека и нели на земјата има доста скапи, да речем, што и да се, дали се, не знам, Tesla джипови или што и да е таму, кои што моментално се транспортираат, верувам дека ова ќе биде искористено во тој аспект, но како и да е, ова е премногу добро. Значи, компанија која што е мала како VeChain да направи партнерство со Tesla, ова е многу големо. Останува да видиме како понатаму ќе се зголеми ова и како ќе се развие, затоа што уште еднаш не заборавајте дека BetterDAO се уште не е на пазарот, значи се уште е во VBetterDAO, во изработка и се уште не е пуштен во употреба. Кога тоа ќе се случи, ќе знаеме малку повеќе за сето ова. Сега за сега доволно е да знаеме дека официјално Tesla е во партнерство со VeChain. Многу битна вест. Значи, не е дека сега можеби некој од вас ќе рече да што има врска ова со некој третокласен клуб, не знам. Значи не се разбирам во фудбал, но пуштете го тоа на страна сега. Она што го прави за тоа што и сакам да го поседувам, нели, во моето портфолио, Chiliz, овдека го гледаме директно направено од тимот. Сега, зошто е толку битно? Chiliz, фан токените кои што ги дава, се уште немате право за одлука во самиот клуб, се разбираме. Но ова што го гледаме од Waterford FC или фудбалски клуб, значи е буквално тоа што Chiliz се обидува да го постигне, но овдека овој клуб го прави сам. Или барем уште не е најавено преку кого. Значи најавено е само дека постои некоја платформа наречена Republic. Идејата која е? 10% од вкупната количина на акции на овој клуб ќе биде продадена како seeding round на фанови. Се разбираме, без разлика дали се компании или физички лица, ќе биде продадена на фанови. Што значи дека вие официјално ќе имате токенизирани акции со кои што можете да одлучувате што понатаму со овој клуб. Дополнително, истите ќе можете да ги трансферирате на било кого. Се разбираме, што е многу битно. Во исто време, имате право на глас во овој клуб, дополнително можете да го оттугите ова право на глас кога сакате. Што е многу потешко доколку имате ефективни харти од вредност во писмена форма. Така, треба да бидат продадени на соодветна аукција и така натаму. Зошто е ова толку битно?
Затоа што ова е иднината не само на спорт, на компании, на се разбираме, каде што нормално ваков тип на, да речем, компании се многу посклони кон иновации, за разлика од традиционални големи компании, например, ако очекувате дека ова сега ќе дојде директно во, не знам, Microsoft, се разбираме. Значи, колку паметно направено. Иако вели на почетокот, откако ќе бидат издадени овие токенизирани акции, значи нема да можете веднаш да ги земете, но како и да е, крајната цел е дека откако ќе бидат продадени, ќе можете да ги отугите и со истите да одлучувате за клубот, а понатаму и нормално да ги отугите ако сакате да ги продадете, така. Со тоа што почетна сума ќе биде 12 фунти по акција и се обидуваат да соберат негде околу 17,5 милиони фунти или 22,3 милиони долари. Нормално се тоа ќе оди во унапредување на клубот. Но замислете ако вие од, не знам сега, некој град во Македонија, имате некоја солидна сума, го сакате клубот, сакате да учествувате и едно време на Binance се отвара, не знам, ваков тип на распродажба, си купувате токени и утре вие практично имате право на глас кога ќе се одлучува на собранието на акционери, што понатаму со клубот. Че верувам дека секој од вас тоа би го гледал како посебен престиж, така, да бидеме реални. Така да во оваа ситуација ова е едината, се разбираме, и на компании, а верувам и на, нели, понатаму фан клубови и така натаму. Следна интересна вест, имавме мал пат на Атом при обид за надграба V17, значи треба да видиме што точно представува оваа надграба. Но главната вест не е самата надграба, туку е 4-часовното падење на мрежата на Космос. Практично баг кој што е најден и остранет веднаш, со тоа што како, нели, самите нодови го апдейтираат овој апгрейд, практично се надминува овој проблем и веќе после 4 часа, значи Космос е повторно назад активен и, нели, до сега барем немаме никаков друг проблем. Тоа е, значи, пред само еден ден, на 6 јуни се случува. Така да нормално се случува, пак ќе кажам, но еднаш во историјата на ваков проект, а не еднаш неделно како одредени проекти кои што нема да ги кажам по име, како и да е, но да се насмееме малку во секој случај. Значи да, случајно 4 часа падна на мрежата, но гледаме дека веднаш е остранет проблемот и продолжува со нормална работа. Сега, две интересни вести од Швајцарија, меѓу кои првата е банка наречена Релио, што ми беше пратено од Дарко Јошев од Швајцарија, значи како вест дека официјално прифаќаат криптовалути. Не само што прифаќаат криптовалути, туку уште еден чекор понапред, а тоа е оваа банка моментално нуди на Web3 компании, без разлика дали се проекти или менувачници или така натаму, нуди практично услуги во самата банка за оние оф-рамп. Многу битно затоа што едно е вие да нудите, односно тоа е ќе сосема друг степен на соработка со компаниите, каде што буквално веќе почнувате активно да соработувате со Web3 компании, наспроти погледнете Амурика, каде што буквално ова би било незамисливо, така. Значи ова е многу добро, со тоа што сега ова е една банка, нормално имаме и други кои што веќе го започнале таму, но уште побитно е фактот дека уште во април, ако се ќе јас многу пати зборувам, повторно ќе ја покажам ова вест, значи беше најавено дека се очекува швајцарски референдум, каде што граѓаните ќе одлучат дали биткоин треба да се најде во нивната централна банка. Уште еднаш, зошто? Со оглед на фактот дека ова не сме го спомнали долго време, земав да го потсетам, значи официјално BIS, односно Bank of International Settlement, кој што се смета за централна банка на сите централни банки, официјално од 1 јануари, не 3, туку 2%, јас мислев дека се 3, дозволува секоја централна банка да поседува 2% од вкупното портфолио во крипто. 1 јануари 2025 година гледаме дека Швајцарија полека се припрема. Иако се уште не е најавено кога ќе биде ова, значи ќе биде наскоро претпоставувам, јас мислев дека до сега можеби е завршен, значи очигледно државите се припремаат за крипто во своите централни банки. Значи ова не е коинциденција. И затоа, значи овие работи треба да си ги поврзувате. Тоа е поентата како да испаднете пред останатите кога имаме ваков тип на вести. Сега, следна интересна работа, Robinhood ја купува Bitstamp. Bitstamp е една од најстарите криптоменувачници, која што е глобална, многу битна работа. Зошто? Првенствено затоа што Robinhood е брокеридж. Они немаат своја менувачница. Значи, досега Robinhood функционира како брокеридж, се разбираме. Значи, вие имате свој брокер кој што практично функционира во однос на наредбите кои што вие ќе му ги дадете, така, купува, продава и така натаму.
Официјално Robinhood ја купува Bitstamp со цел да поседува и сопствена менувачица, каде што вие директно го правите тоа. И дополнително една многу интересна работа за оние кои што знаат, за оние кои што не знаат, сега ќе бидат известени. Bitstamp, еден од основните, да речем, компании кои што поседува удел во Bitstamp е XRP, односно Ripple во оваа ситуација. Со тоа што овдека сега, иако ова е шпекулација, но голема веројатност е да биде вистина. Се уште Ripple не е вратен на менувачниците во Мурика. Bitstamp има свое представништво преку Robinhood во Мурика моментално и на тој начин голема веројатност е дека можно е да се случи XRP да се врати на пазарот во Мурика преку Robinhood и преку Bitstamp. Дополнително, многу битна работа што Robinhood не ја поседува е фактот дека Robinhood е целосно алоциран на американскиот пазар. Преку Bitstamp истиот ги наследува лиценците кои што Bitstamp ги поседува низ светот, во Азија, во Европа и така натаму, и истиот ја проширува својата бизнис сфера на глобално ниво. Значи ова е добро, затоа што се повеќе и повеќе, значи вакви големи играчи гледаат како на глобално ниво да влезат на криптосекторот. Потенцијално ова би било позитивно и за XRP, останува да видиме, но секако не е негативно. Robinhood е голем играч, зборуваме долги години на пазарот, но овој пат веќе влегува целосно и во криптосферата како менувачница. Мета моментално на суд во Европска Унија е буквално фатена како преку својата AI програма и преку својата privacy policy краде податоци од вас, и тоа зборуваме податоци години наназад. Значи официјално неколку држави веќе гледате и сами. Значи во различни држави е утврдено дека Мета, зборуваме за оној роботон, првата верзија на Android, вака би изгледала во човечка форма. Значи моментално тоа што беше обвинет и во Мурика дека продава информации на CIA и на FBI, моментално гледаме дека продолжува да го прави тоа на глобално ниво. Затоа централизирање на ваков тип на платформи како што е Facebook, како што е Instagram е крајно негативно, затоа што погледнете. Буквално никој од вас, верувам, вклучувајќи ми и мене, никогаш не седнуваме да прочитаме што пишува во privacy policy, така? И овде како немало некои адвокати во Европа кои што се замарале да го прочитаат тоа, значи Мета и понатаму ќе продолжила со така речено крадење на овие информации за вас. Зборуваме години наназад, сите постови, сите информации, се што вие сте напишали и објавиле некогаш, и верувам дека порано или подоцна ќе биде искористено против вас, вклучувајќи ми и мене, така? Значи затоа уште еднаш ќе напоменам, централизирани ентитети како Мета, кои што треба да бидат елиминирани кога конечно ќе влеземе во Web3 и нема да бидат потребни, се еден од главните проблеми зошто е потребен Web3. Web3 е наследник на Web2, тоа е интернет кој што моментално го користиме, кој што е буквално поседуван од големи корпорации како Мета, како Google, Alphabet во оваа ситуација и така натаму, и елиминирањето на овие големи играчи ќе ни ја врати приватноста барем делум, се разбираме. Да се надеваме дека тоа ќе се случи, да не зависиме од вакви андроиди. И нормално, за крај, интересна вест, која што исто така за жал е негативна, Travel Rule. Travel Rule представува правило за патување кое што е донесено до вас од едни од нашите омилени кои што не сме ги спомнале доволно долго, а тоа е FATF, односно наводно силата на глобално ниво кое што се бори против перање на пари, што нема никаква врска со перање на пари, туку ова правило е направено со цел да ве контролира. Да не можете да трансферирате големи количини на кеш, без при тоа да не бидат информирани сите зборуваме ентитети во светов. Значи, Travel Rule е она правило кое што постојано ви го баат, ако сте биле на аеродром сигурно сте го слушнале, на граница сигурно сте го слушнале, не смеете повеќе од 10.000 евра да преминете од една во друга држава, со тоа што ова Travel Rule е на најниско ниво моментално во секоја трансакција применето. Односно, вашите банки во однос на тоа колку големи количини на пари праќате од една во друга сметка, значи ги флагираат и проверуваат овие трансакции да видат на кого и што и зошто праќате од одредена сума нагоре. Сега, овдека моментално се објаснува дека се бара од сите VASPs, тоа се уствари Virtual Asset Service Provideri, што ќе бидат нели матично опфатени и во Обединетото кралство. Не заборавајте дека Мала Британија не е дел од МИКА, туку имаат засебни права, кои што исто така го применуваат истото правило, затоа што глобално е поставено од FATF, без разлика каде се наоѓате, ова правило сигурно ќе важи и за вас.
Проблемот што е? Моментално овие власти во Мала Британија се обидуваат да ги интегрираат овие правила и во Virtual Asset Service Provider. Односно, доколку вие имате, да речем, Binance акаунт на тло на Обединетото кралство, вие треба да ги почитувате овие правила, што значи дека Binance е задолжен доколку пратите одредена голема количина на пари, која што е во склоп на ова travel rule, да ја пријават на соодветните во оваа ситуација ентитети. Зошто нив им е проблем се тоа? Затоа што ова може да го прават само на нивните менувачици, но не и на вашиот wallet. Значи, никој не може да ви каже на кого и колку да пратите и да го следи тоа, кога станува збор за вашиот личен новчаник. Тука е проблемот. И верувам дека наскоро ова што сега моментално го воведуваат на овие менувачници, кои што понатаму може многу едноставно да ви стават лимит, да ви речат само по $1000 на ден, така, затоа што така моментално кажуваат властите во Обединетото кралство и моментално новата надградба на Travel Rule, така, че во било кое време може да ви ограничуваат колку и што би пракеле преку ова правило, но не може да го направат тоа на вашите лични новчаници. Тука е проблемот. Верувам дека наскоро ќе дојдеме во ситуација во која што овие мајмуни ќе бараат начин како да дојдат до контрола и надзор над вашите лични новчаници, зборуваме вашите леджери, ели, пали, трезори и така натаму. Така да, тоа е нешто што треба да го имаме во предвид, иако е се уште рано, но е нешто што верувам дека наскоро ќе дојде. Значи, верувам дека овие мајмуни нема да застанат овдека во контрола и надзор над менувачниците од кои што купуваме. Верувам дека следен чекор ќе биде хардвер волети. Но останува да видиме. Тоа е се што имаме за денеска. Уште еднаш ќе напоменам, според вашите гласови, очекувајте го видеото за Blackstone настани во текот на утрешниот ден. Не заборавајте, тоа е јадито видео, ќе биде доста битно за нас, значи го веднаш после ова видео почнувам со работа на тоа. И мене ми е доста мило, недела не заборавајте дека продолжуваме со БРИКС, валутата на БРИКС и се што знаеме за истата, разграничување на БРИКС, зборуваме за нови членки, како и дедоларизација и до каде сме со истата, така да продолжите да го следите нашиот канал и понатаму, со уживање и правам овие материјали, верувајте ми, нема да должам премногу со, subscribe, like, share, верувам дека тоа ви е веќе познато, но, во интерес на време, денеска имам уште едно видео за правење, кое што е доста комплицирано, така да тој дел ви е познат, ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.